Членовите на секцијата Географски видик денеска присуствуваа на еден несекојдневен настан и беа дел од едукативното предавање на лиценцираниот планинарски водич Љупчо Чучуковски, кој им демонстрираше на учениците каква опрема треба да носат кога заминуваат на планинарење. Целта на моите предавања и демонстрирање на облека и опрема е првично да ги запознаеме учениците кои што се сега на возраст каде што раснати и созреваат како физички, така и психички. И целта ни е преку планинарењето да ги доближиме до природата, се со цел да ги оттргнеме од овој виртуелен свет, бидејќи знаеме дека техниката и технологијата секојдневно надвладеа и да им покажеме на децата дека вистинскиот живот и вистинските убавини се во природата, посебно во планината. Предавањата се состојат од теоретски и од практичен дел. Теоретскиот дел е општо запознавање, да речеме, во општина Кочани, кои се излетнички места, кој е највисок врв, кој е највисока планина и така натаму, а додека практичниот дел се состои првично да ги запознам децата како треба да одат во природа и посебно во планина, односно личната и техничката облека и опрема. Поради редовните активности во природа што ги одржуваат членовите на оваа секција, вакви предавања се од особено значење за учениците, изјави Сашко Стефановски, професор по географија во Основното училиште Никола Карев. Во Основното училиште Никола Карев функционира секцијата Географски видик веќе 22 години. Секако знаете, таа е најпопуларна во источниот дел на Македонија, баш поради наставата во природа, односно почетните чекори во планинарење. Така да овие сега што ги имаме наши млади слушатели веќе имат некое искуство, меѓутоа решив да стапам во контакт со мојот пријател, лиценциран водич во планина, господинот Љупчо Чучуковски, па така тој малку и практично да ја покаже дел од опремата што треба да имат, начинот на движење во планина и се што ги демне, нели, секакви опасности во планината, и тоа е целта сега на нашето денешно предавање. Вакви предавања се одржуваат и во останатите училишта во соседните општини, а заинтересираноста на учениците за планинарење е се поголем.